Да се стави крај на увозот на отровен отпад за горење побараа граѓанските организации на денешниот протест пред собранието, организирано Сдруженијето Петоци за иднината на Македонија. Граѓанските здруженија и денеска излегоа во знак на револт овде пред Македонското собрание, поради тоа што, како што велат, пратениците и натаму го удолговлекуваат носењето на законот за отпад. Велат мора час поскоро да биде усвоен. Граѓанските организации без организирани говори со музика и пароли го блокираа сообраќајот пред собранието, седнаа на асфалтот во знак на револт и побараа од пратениците веднаш да се изгласа законот за отпад. Увозот на ѓубре во Македонија не е единствениот проблем и покрај тоа што моментално е можеби најактуелниот проблем во државава. Нашите деца, нашите пријатели постојано умираат од различни видови ракови. Ние не го сакаме веќе тоа. Аман, ние од тоа нашите пријатели да умираат од рак. Нашата цел е всушност денеска да ставиме крај на тие ке приказни, односно да се насочиме и да ги мотивираме да навистина да направат нешто за тоа што истите тие луѓе го дишат истиот воздух. Нема да дозволам државата да стане депонија. Имаме доволно наше ѓубре со кое треба да се справиме, рече министерот за екологија. Тој заедно со првиот човек на царината најавија контрола во однос на отпадот кој се увезува во земјата. Напоменуваме дека согласно постојниот закон во земјата е дозволен единствено увозот на отпад што може безбедно да се преработи, без опасност од загрозување на животната средина. Увоз на отпад заради складирање и депонирање не е дозволен во нашата земја и јас како министер нема да дозволам нашата држава да стане депонија за отпадот од другите земји. Поддршка за активистите за чист воздух стаса и од пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. Мерките кои што треба да ги преземи оваа власт не ги има преземено, ниту по барање на невладините организации, ниту по барање на опозицијата, која што единствени мерки и механизми се тие да бараме за тие нешто да вратат за да го исполнуваат. Се огласија и од власта, но не од улица, туку од собранието. Рекоа дека ги поддржуваат младите активисти, но за носење на законот требало уште малку да се почека и да се направат дополнителни консултации. Ова законско решение дополнително ќе се награди преку измени и дополнувања по изборите со новиот собраниски состав. Како пратеници на СДСМ се обврзуваме дека во најбрз можен рок ќе усвоиме целосно системско решение за овој проблем. Во меѓувреме камионите со пратката со РДФ отпадот чека на граничниот премин Богородица, каде ќе остане најмалку 7 дена додека не заврши анализата во Естонија, па да се види дали отпадот ќе го проложи патот кон печките на Усје, каде активистите најавија нов протест за 5 февруари точно напладне.